Македонија има сериозен проблем со фондовите. Освен со здравствениот фонд, како што и стана јасно на целата јавност, нашата држава има сериозен проблем и со пензионскиот фонд. Ќе помине некое време и ќе се случи скандал со пензионскиот фонд. Дали некој источува средства од него или пак ќе се појави некоја нова дупка. Но каде сме граѓаните во таа слика? Стотици случаи на наши сограѓани не можат или имаат потешкоти да се стекнат со право на пензија, бидејќи им недостасува платен стаж во соодветниот фонд. Пред неколку дена добив информација дека вработени лица во поранешната државна фирма Огражден останале без 8 и повеќе години од својот работен стаж. Сето тоа се разбира не по вина на самите вработени, туку поради отсуство на државните институции надлежни за регулација на таа проблематика. Бидејќи државата е виновна за ваквата ситуација и го проспала овој момент, ГДУ се залага за обештетување на вработените што останале без евидентиран работен стаж, бидејќи соодветните инспектори не си ја завршиле совесно својата работа. Со нивното неработење, тие нанеле штета на граѓаните и државата е должна да ги обештети, но и да покрене постапка против несовесните државни службеници. За да станеме држава во која на прво место се почитувањето на редот и законите, но не само на хартија, тој што погрешил или не работил совесно треба да сноси реална одговорност, а оштетениот во случај оштетените работници од поранешната фирма Огражден, но и сите други, треба да добијат материјално обештетување и годините што им недостасуваат да бидат платени од државата. Веќе 30 години само и единствено обичниот човек ја плаќа несовесноста на надлежните државни институции. Време е тие порочни практики да престанат и секој да го добие тоа што го е заслужил. Ние од ГДУ ќе инсистираме за брза разрешница на овој случај и бараме државата, кога веќе не е способна да воспостави ред во сопствените институции, да не дозволи граѓаните кои со своите даноци ги плаќаат истите тие институции да бидат жртва на системот. Доволно време бевме жртви. Време е да го кренеме гласот за правдата, за заборавениот Исток и за цела Македонија. Ви благодарам.